Dobro утро, по-добро кажано, колко хубав сон. Утрото се ближе, и ми се спиеше. И реши вечерва да ви помогна да не идете со глава во зид. Ќе обработам две интересни теми. Прво ќе почнеме од вакцините, бидејќи тоа најмногу ни те интересира. И со овој мој прилог ви постирам и видео од францускиот нобеловец, инаку кој го откри вирусот ХИВ, кој вели дека лудо се да се вакцинираме за време на пандемијата, исто така кажува дека вакцините убиваат. Не поминувајќи AstraZeneca, која е забранета во неколку земји, каде се користи Pfizer и така натаму. Интересно е што кажува дека со самото масовна вакцинација доаѓало до мутирање на вирусот, значи од тие причини се создадуваат британски, бразилски, афрички и така натаму. Значи се врши масовен геноцид врз луѓето. Интересно е кој со вакцините во прашање, значи единствена досега вакцина што Светската здравствена организација не ја регистрираше е руската, бидејќи таа е единствена безбедна вакцина. Вакцинација вакцини, значи не бреам колку пати се му спомнал доктор Нестороvić, кој убаво кажа уште на почетокот. Pfizeровата, Модерна, Джонс и не знам уште кој тамо, AstraZeneca, се вакцини во експериментална фаза. Значи вакцини што убиваат, што луѓето треба да бидат опитни зајчиња и глупчиња. Исто така кажа дека руската вакцина дава најмалку несакани ефекти, но не е дава ни сакани. Тоа се покаже деновиве, че многу вакцинирани со за кинеската вакцина кажа дека најмалку дава несакани ефекти, но и најмалку да заштитува. Се покажа дека заштитува само 7%. Затоа во Србија чак и по трет пат те вакцинират. Србија прави една голема глупост. Ја мислам дека ако народот не го скине Вучич, ќе биде суден за голем геноцид врз српскиот народ. Зошто велам тоа? Масовно ги вакцинира, освен народот со сила што и даваше и пари да примат вакцина, што не е логично. Донесе закон за обовезна вакцинација на српските војни единици и на полицијата. Значи на албанците нема да биде тешко и да оспат Србија ако го спроведат овој закон. Затоа го спомнав, значи француски нобеловец, човекот што вирусолог, значи што го издвои ХИВ вирусот, кажува дека за COVID-19 е фактички, значи вирус кој е создаден во лабораторија вештачки, а со самото вакцинирање се шири и дава несакани последици. Кажува дека тоа се тромбоцити, значи бактерија што предизвикува тромбоцити, згоршување на крвта. Интересна работа, 5 PCR тестот што го измислил научникот, починал ненадено во 2019 година. А тој PCR тест, значи тест, прашање колку е точен, значи не се ни точни тие работи, значи не дава точни резултати. И трета работа, кажете ми, некој да ве убие, природно да умрете, на кого нема да направат обдукција во болница? На секого. Човек дома што умира му се прави обдукција. А со појавата на COVID-19 бактеријата или на планот да се намали човештвото, забранете обдукција. И нема да знаете дали сте умреле со COVID-19 бактеријата или од неа. И сега во Србија тек ќе прават анализи
А колку се починати, значи, со вирусот или од вирусот, а смешна работа, тоа се прави само со обдукција. Абдукција единствено што се осмели да направи беше Германија и докажа дека не се работи за вирус, туку за вештачка бактерија. И сега, еве гледаме, ја снемува и со сила се нудат вакцини. Германија после толку време одлучи само без да чека да одобри здравствена светска организација и она да земе од руската вакцина, бидејќи само тоа е безбедно, кој што многу пати ви кажав, но никој не ме слуша. И немој да се лажете, нека ме обвинат, да ако нема од таа вакцина што се примате трета, и тие не се безбедни, да се разбереме, и првата што се ја примили, и не трчите ко коза пред руда. Една вакцина да биде безбедна, треба да поминат години. А единствено руската вакцина е модифицирана за вирусот. Она веќе постоеше за вирусот се Ебола. Ебола кој се појави во Африка, повторно ќе ви кажа. Кога русите ја испрли вакцината, веднаш престана. Така и со COVID-19. Значи, со овој вирус, САД и Западот си пукаше во нога. Најмногу таму има жртви заразени. Од тие причини, ја реков, никогаш не го напаѓав ова влада и премиерот Заев, зошто нема вакцини. Треба да сме срекни и не брзајте. Бидејќи побо превентивно да се взимат лекови кои се препишуваат. Значи, згрушување на крвта се обезбедува со доволно витамин Д и цинк, магнезиум, калциум. Јас сум доктор, но ви кажам оно што го читам и што го истражувам. Значи, моја препорака масовно да се престане со масовната вакцинација. Еве го нема вирусот. Инаку, во моментот се подготвува воен конфликт, како сега е така и на Балканот. А интересна работа која прашам војниот конфликт, Кина веќе подолго време се обидува на САД да го одвлече вниманието и да го насочи кон Русија, поточно да предвика војна помеѓу САД и Русија. Нивните, а зошто е тоа? Оти САД повеќе веќе, значи подолго време ви кажав дека многу јасно кажа дека Русија повеќе не е непријател број 1 на САД, туку и Кина, поради економскиот колапс кој го држи од Кина, поради новите ракети на Кина и да не ви објаснувам повеќе. И сега Кина и кинеските медиуми, па и нивните стручници, кажуваат дека САД не може да е слободна Русија, особено Калининград и така натаму, дека Русија е голема. Индиректно ги предизвикуваат да е нападнат Русија, зашто и она би имала цукаќар. Особено сега Кина се најде во небрано. Зошто се најде во небрано? Северниот ток или тек, кој како се така нека каже, значи гасовод стаса во Германија, остана само таму и виде САД дека изгуби војната со Кина кој опрашен гасовод Северен ток и Блинкен денова има средба со Лавров, Сергеј Лавров, министар за надворешни работи, ова е Блинкен е државниот секретар на САД. Ќе се разговара за Северен ток, значи САД е подготвена да ги укине санкциите за да не ги наруши односите поради Северен ток 2 кој е наменет за токму за германската индустрија. Затоа Меркел и германците велат дека и вртат грбот буквално на САД. И неколку прашање можниот конфликт помеѓу САД и Русија и Германија кажа дека во овој конфликт Германија нема да учествува. Тука е стравот, тука и на Велика Британија. Тие са вековни непријатели со Руската Федерација, паро на царска Русија, за приматот, инаку Русија кажа многу пати ја стави шепата на Балкан, значи врз Србија и Македонија. И затоа на Вучич не му дозволува преговори надвор од резолуцијата 1244. Имаше обиди за радбина на територија.
Значи ви пуши видео кој зборува за вакцините и видео од француски нобеловец Монтевие, Лик Монтевие мислам дека се викаше, кој зборува дека е лудост да се прима сега вакцини во времето на пандемија, дека вакцините ги мутираат вирусите и убиваат. Значи, има докази чак дека имало и делови од ХИВ. Цели те се добија и така натаму. Затоа подобро земајте превентивни лекови отколку. Инаку вакцината, кој што рече рускиот научник, до 1 август мора да престане, за да не предизвика социјални војни во многу земји и распај, кој што Германија, САД и така натаму. Во САД во многу земји се забранија вакцините, маски и веќе не се носат и така натаму. Затоа памет у глава и внимавајте. Мен ми жале за мој приятел доктор, познаник, се лично него дама, вака се слушнавме, ме убедуваше, но ја ќе му препорачам, инаку кардиолог е, да го погледа видеото од француски нобеловец, кој е вирусолог и епидемиолог, кој го постирам со ово, и ќе види дека јас бев во право. Драги пријатели, уште еднаш ќе ви кажам, мислите своја глава, а на владата ви препорачува, особено на министерката Царовска, кој инаку не е со македонско потрекло, да престанат да го рушат македонскиот идентитет. Оти предстои граѓанска војна помеѓу македонците и власите. Но прво ќе се случи влашка пресметка помеѓу Заев кланот и кланот на Мјалкови. Затоа памет у глава, не предизвикајте граѓански војни, нека зеција топката дека време. Инаку немино е конфликт помеѓу Заев и Мјалков, поточно овие два клана.